Бугарите не го прифаќаат ниту она што го подпишале, иако во договорот за добрососедство јасно стои дека го признаваат македонскиот јазик согласно уставот. Сега пред Европскиот парламент бараат пред македонски да стои модерен или современ македонски јазик. Ова не е ништо ново според познавачите. Софија на секој начин се обидува да го сруши македонскиот идентитет, а проблем на нивните нерационални барања сега стана и Европскиот парламент. Политиката која спроведува сегашната влада е апсолутно позитивна. Првпат ние де факто ги браниме нашите интереси, до сега нашите предходната власт голташе само гнедли на еден предавнички капитулантски начин. Во суштината излезот може да биде само откажувањето на вториот протокол со Бугарија, со кој ќе падне во вода и ултиматумот да го менуваме уставот и самата преговарачка рамка. Сепак состојбата е драстично променета во однос на она што го имаше македонската дипломатија на политички план во минативе години. Добро е што конечно се кажуваат јасно ставовите кои државава ги има во однос на билатералниот спор со Бугарија. За прв пат гледам, како дипломат со 30 годишно искуство, дека македонската дипломатија почнува да плете една фина мрежа на пријатели, фина мрежа на влијателни држави, кои навистина ќе можат многу да ни помогнат. Тука пред се зборувам за Соединетите американски држави, за Обединетото кралство, за Унгарија, но и за неколку други држави кои допрва ќе го кренат својот глас. Бугарија е пречка која Македонија ја има на евроинтегративниот пат, но владата е децидна во своите ставови. Уставни измени се можни само со одложено дејство, односно откако држава ќе стане полноправна членка на Европската унија, со цел во преговарачкиот процес да се избегнат можните нови бугарски блокади.